Авокадото ни е во рака, сите сегменти и потребни и неопходни ресурси ни се токму на нашата работна кујна и ќе ве поканам, следиме повторно 15 до 20 минути, ќе ни кажат од режија колку имаме на располагање, меѓутоа сосема соодветно ќе биде времето за да го подготвиме оброкот на денот. Уште од минатите изданија ги бараат твоите рецепти, ќе потсетиме. Антонио може да го најдете, да го лоцирате на Инстаграм како ајде да јадеме или пак на неговиот влог. Исто така мислам дека на Google ќе те најдат. Да, лесно може да се најде. Ајде да јадеме.com. И толку. Она што е најважно, многу ми е драго дека педантно, веднаш по завршувањето на секоја епизода емисија ги објавуваше рецептите кои што ги готвиме во нашата затоа што кујна. ги бараат, така да мора да ги има. Ни стана веќе редовен во нашето издание, сега си ни утрински семеен член. Така. И нема бегање. Јас гледам таа папочка врвца. Некако дело од екипата веројатно. И се надам дека така го чувстваш и веќе овој твој нов дом. Како сте периодов? Супер. Одлично, значи да речам еве со многу работа, да не се жалам, нели? Премногу, меѓутоа добро е. Да, кога некој си сека работата. Има доста сега претпоставам дека и периодов. Па да, периодов јас обично работам нели со луѓе што навистина имаат проблем некаков со И здравствен проблем. Здравствен пред се, значи кај нас обично кај нутриционист се доаѓа кога ќе имате веќе или вишок тежина или некој здравствен проблем, никој не доаѓа чисто за советување. Така што соработувам со доста луѓе во овој период, се надевам дека им помагам, барем таков е нивниот фидбек, се надевам дека ќе остане и така. Јасно. И верам дека ќе биде. И баш ме е мило, затоа што навистина нели се бара многу енергија работата, бара многу посветеност, затоа што секој човек си е приказан сам за себе. Дефинитивно. Нели не можеме да ДНК различно носиме некаква. Така е, секој има различни навики, генетика некаква, навики, животен стил и така натаму. Јас би сакал да им излезам на сите во пресред колку што се може, нели? Така што малку е напорна работата, ама убава и интересна. Изискува многу енергија, претпоставам. Секогаш велам дека работата со луѓе нели изискува многу енергија, меѓутоа на крајот најголемата благодарност е бидејќи нашиот живот треба да биде во нели да речам служба на другиот до нас. Така што верувам дека твојата работа знае да биде и тоа како. Кога ќе видам задоволни клиенти, тоа ми е најдобро. Така да на крајот од тоа ми е комплиментот, да. Задоволни клиенти и слушатели на Антена 5, задоволни клиенти во светот на нутриционизмот. Колку години поминат како го заврши процесот на факултет и образование со нутрицизам, Антонио? Инаку мора да признам дека Антонио ни откри дека си се занимавал и со даскал или си сакал да бидеш даскал? Не, тоа ми е првиот факултет, значи како професор, меѓутоа никогаш не проработив како професор. И штом сум завршил друг факултет, значи нешто имало проблем. Така што ме прашуваат многу каде, на кој факултет, јас секогаш кажувам во Велес, нали добриот, затоа што јас имам потекло од Велес. Родом од Велес си? Да, меѓутоа најчистиот литературен јазик. Меѓутоа јас кога почнував со нутриционизам немаше на други факултети, нели, не знам како функционира, меѓутоа во Велес баш може да се добие добро знаење, некако реклама, не затоа што там нели ми е роден град, туку навистина може многу да се, можеби професорките малку се построги, ама тоа мислам дека резултира баш со добро знаење на крај. Најважно да се остане консеквентен или доследен на професијата во случајот и ти си баш еден личен пример сега во моето блиско опкружување, нели преку ова утринска нателма, дека човек апсолутно независно во која доба од животот треба да си ги промени работите ако нели твојот натрешен глас те повикува за нешто друго. Да, секогаш нов предизвик заслужува да му се даде шанса во животот. Најголем предизвик кој што си има случајно претпоставам е нели да се бавиш со темата нутриционизам и да помогнеш како што велиш. Знаеш дека неколку пати ме испровоцира последниот период колегите, минатиот пат и го откри јавно дека овој пат во име на тоа што минатиот пат бевме нели да речам доследни да правиме неколку количини на тирамисото, кој се уште го говориме, чија тирамисо, овој пат ќе направиме на поголема салата и Ивана вели не можам да се окријам јас ништо, уште рано наутро кажав за рецептот кој што ќе го понудиме. Мексиканска киноа салата, дури и состојките ги открив за гледачите. Да. Добро, ова ќе биде повеќе инспирирана затоа што нели мора да биде прилагодена на нашиот вкус, но еве да речем мексикански инспирирана. Мексикански инспирирана, затоа што ги гледам состојките, боите баш потсетуваат на таа храна. Шаренило. Јас секогаш викам треба во еден оброк да има многу шаренило. И знаеме по тоа ќе дознаеме дека вистински јадеме нешто што е нутритивно богато. Ајде така тоа. Од сите сегменти опфатено.
Да почнеме и Секако да. И мора да признам дека оваа салата за прв пат имам прилика да ги гледам овие состојки, да ги скомбинирам, ќе ми биде потик. Ивана го имаше пред некој ден нашиот бодибилдинг првак Ивица Јанев кој што говореше за железото, бидејќи нели убаво е да се проверуваат од време на време нели и лабораториски нашите крвни слики. Верувам дека овде сите сегменти хранливи состојки ги имаме за да се подобриме крвната слика за еден добар совршен деликатес рецепт. Па баш кога спомна нели црниот граф е доста богат со железо. Да, маслинка ова. Жал, можеме да зумираме така? Не, ова е некоја ситна сорта што може да се најде на нашите пазари. Мислам дека на запад се користи некоја покрупна варијанта. Меѓутоа ова е многу убав. Може би бара малку повеќе варење, меѓутоа е многу вкусен и слушно црниот граф е нели во јужноамериканските земји доста често потребуван, нели и средноамерикански, нели кога веќе спомнуваме нели мексикански вкусови. Доста употребуван е, доста богат е и со цинк и со железо. Така што треба да се употреби фолна киселина, фолат или како позната како фолна киселина кај нас доста помага во апсорбцијата на железото, така да е доста комплетен производ, содржи и протеини во некои земји, дури ги спомнав јужноамериканските и основен извор на протеини. Може би еве некој ќе рече сега има фитинска киселина па го апсорбцијата нели ја намалува, меѓутоа има и начин, може да се откисне, да се конзумира со извор на витамин С и слично за да може нели да таа апсорбција да се зголеми на железото од овој црн граф. Можеме да почнеме, Антонио, така? Може да почнеме да не ја должиме премногу, значи правиме салата која што ќе почнеме со граот, мака што киноата ни е главната звезда овде. Киноата? Да. Киноата е затоа што ова вообичаено е нели нешто што се употребува, киноата малку поневообичаено во една ваква салата. Јас мислам ќе каже црниот граф, меѓутоа ова е комбинацијата. Да. Колку грама ставаме или тоа е исто вкусно избор? Значи тоа е вкусно по избор, да речеме по едно вакво чиниче може да се употреби за оваа салата. Киноата избор на вкусно избор, мислам инверзија на зборовите да се поправам. Да, киноата исто така извор на железо и на бакар исто така, бакарот исто така помага во апсорбцијата на железото. Го има бакарот во во киноата интересно е што ги содржи сите 9 есенцијални аминокиселини за разлика од растителната храна обично нешто недостасува до некој процент. Ја содржи и аминокиселината лизин која што обично ја нема во житарките. Но киноата не е житарка, повеќе е семе, нели? Семето, така, добро. Меѓутоа сакам да кажам се подготвува како житарка. И кога би ја сврстиле во таа група, значи предности е по тоа што ги има сите есенцијални аминокиселини за изградба нели на комплетни протеини. Само да те прашам, гравот го наоѓаме суров на нашите пазари, така? И можеме потоа да си свариме. Колку време се вари, чисто како киниота, секогаш ми малку проблем искрено да бидам, некогаш ќе преварувам, некогаш ќе се прави ептен се раскашува. Ставаш по малку вода и готово. Така. За гравот колку отприлика? Па гравот овој некаде добри 45 минути откиснат, сигурно му требаат, а можеби до 1 час. Се менува вода тука во тој? Водата на киснењето се, значи мора од киснењето водата да се изфрли, нели? Тие фитати кои што ќе се растворат во водата мора да се изфрлат, нели? И после се вари, подолго време се вари, меѓутоа е доста вкусен. И може да се користи најчесто во салати, значи не е овој за тавче, гравче или за чорба, повеќе за салати, нели? Тоа му е намерата. Киноа, пченка и црн граф до сега ставивме. Сега можеме чери доматчиња ќе ставиме исто така. Можам да ги сецкам јас конучињата. Можеш да кромидот да не го заборавиме. Веднаш ќе се снајдам јас во кујна. Така, претпоставна коцкички, така, Антонио? Да, на коцки нешто поситно, ќе ги додадеме и чери доматите и после ќе направиме и еден прелив. Сега кој сака може да додаде нели малку моцарела или некој друг вид месирење, меѓутоа еве јас не додадов, нели зборуваме за апсорбција на железото, па еден моцарелава да не го руши. Да, бидејќи нели млечните работи не одат. Да, обично нели науката е горе-доле секогаш поделена, но да речеме еве за калциумот најчесто е тој став дека го попречува апсорбирањето на железото од состојките. Дали сум доволно со или покрупно? Супер, можеш и покрупни малку, не е страшно. No harm, нема штета. Да, така е. Обично сега некој ќе рече нели киноата не е во нашата традиција, од каде се ги излезе салати со киноа. Точно е дека се пресеков, замислете. Тоа се случува кога не сте веш со ножовите. Да. Ќе ми помогнеш сега. Ајде.
Вака, Добро, значи меѓутоа мислам дека брзински сме- и да. вака можеме тука на средината да го ставиме кромидот. Цела главичка кромит иде за оваа салата, Па така? да, затоа што ова е поголема количина. Еве можеме сега да ги распоредиме убаво чери доматите пресечени на половинки. Леле, прекрасно изгледа салатата. Уште од сега некако е... Значи муабетот ми беше кинуата, нели правиме муабет нешто ќе речат од каде сега кинуата во нашата кујна, па сега правиме и салати, нели дајте нешто од нашето поднебје. Меѓутоа ако така правиме муабет и модриот патлиџан не е европско растение, па ние го сметаме за традиционален и го ставаме во ајвар. Во ајвар, да речеме. Така што- Дали да се јаде храна што не е потекло од наше поднеби, би го препорачал препоставника како... Па искрено би препорачал. Денеска толку многу е развиена прехранбената индустрија и тој увоз, зошто да не се искористи нешто што го има во други земји, што е хранливо, што кај нас сега може да опстои на некој начин, може да се донесе, зошто да не се искористи, Јасно, нели, јасно. за кога може да ни донесе и дополнително и вкус, нели, и нутритивни карактеристики кои што ги нема, да речеме, во некоја храна што ние ја конзумираме. За сосот само да додадам, значи, лукче. Прекрасно. Мојот омилен дел е лукот. И денеска. Масло ќе ставам некаде околу половина чаша, нормално дека за оваа количина ќе додадеме, инаку тоа е премногу масло да се стави за поединец. Значи во моментот стави 2 чешниња лук, Ставив лук, масло, ставив сок од лимон, од цел лимон, може и 1,5 лимон, зависи кој како си преферира, малку вода. Ќе ставам и само чили пиперчето кај ми е. еве го. Обично во мексиканските јадења, нели, халапењо се користат, тие се, не знам, на скалата на лутина прво место или меѓу првите. Јас одбрав тука, нели, немаме ни такви тука. Одбрав чили пиперче што не е далеку, нели, од тоа колку дава вкус бар луто. Меѓутоа сосема ќе биде пикантно за да се... Ќе биде, дури се мислам и дали цело да го ставам, затоа што ова не знам точно колку дава лутина, не знам, да експериментираме со Дали цело снеме или... малку полутко, нели? Може, така, добро. Може, еве. Јас обично сакам да ставам во овој сос и малку црвена пиперка, значи затоа реков А и ваките познати сега. Да, затоа реков мексикански инспирирана, Браво. ама прилагодена на нашиот вкус. Аха, значи преливот кој што го правиш за салатата е всушност со овие состојки. Гледам начин секогаш ако може да се вметне некаде зеленчук малку повеќе, отколку, нели, само обични неколку кромитчиња и слично. Каде ми е основата? Значи чили ставивме или некаква лута, дали да речеме може да се стави она буковка пиперка, како да Па кажеме? може, тоа е по вкус. Битно е да се даде лут вкус, Лут нели? вкус, да. Тоа е или чиливо прав, Чиливо кој како прав, ќе да. најде сега, нели, различно е. Сега малку кратко ќе бучиме. Не има проблем. Да правиме сега смесата или приливот за Мислам дека е доволно. И сега ова е голема, нели, смеса. рековме дека за поголеми од редакцијата ќе Така е, да, за поголема екипа. Какви Да, идеи нема. ми даваш сега за да речеме за преливи? Одлично. Е, вака ќе го мислам дека ќе биде доволно, ако не е доволно, после по вкус може и да се додаде, така? да не биде премногу. Е сега да, кога веќе го спомена и моцарелата, многу мислам како продукт. Би дошло добра супер ќе како дојде. комбинација, да. Меѓутоа, нели, рековме дека денеска малку повеќе ќе одиме на Еве тоа да речеме хранливите состојки да не се помешаат со да нема многу мешање, да. мешање, да. Мака што вкусот е преубав така. И сега ќе додадам на крај и авокадо Прекрасно. за, нели, повеќе здрави масти. Масти имаме и од маслиновото масло. Што Еве го сме сега и при искомбинирав. крај. И тука е толку е веќе Да. салатата. Нели може да се измеша, може да се купат и оние што се пчинкарни чипсови тортили, нешто да се искомбинира, па баш да биде поавтентично. Баш да биде духот на Мексико. Така е, да. Тоа е, еве, на пример, ако баш сакаш нешто да се нагостиш со нека убава салата, Прекрасно. да биде и комплетен оброк. Би додал можеби од озгора некаков зачин или ова е финално? Па јас мислам дека е доволно, Сосема е може доволно. еве Макдоналдс да додадеме, само да не дам овде. Макдоналдс може да додадеме, еве го тука е пред нас да украси, нели, поточно се става повеќе коријандар, нели? Меѓутоа тоа има малку Специфичноста, појака да. вкус, да, така што јас често ја правам ова со Макдоналдс. За да биде поприлагодена на наш вкус. Инаку коријандар би било пооригиналната варијанта. Копар не би било тука. Копар не би дошло, мислам, не. дека во оваа комбинација. Ова е сосема доволно. Јас не ја украсив баш нешто многу. Може да ти кажам искрено, сосема соодветна за Ама јадење. битно боите се запазени. Боите на шпанската, односно мексиканската киноа салата веќе ги имаме. Еве сега ќе ги погледнете. Ќе имате прилика да го погледнете рецептот и на
YouTube, Така, секако добра и киноата играат пред варење, нели, да се откиснат поради таа фитинска киселина да не попречи во абсорбцијата на хранливи материи. И после со кратко варење киноата, значи со постепено додавање вода, ќе биде убаво и ви испробај го тој начин на подготовка, ќе видиш дека имам ќе ти проблем. успее. Искрено со кинота секогаш имам мал проблем, иако нели досега не сум имал некаква утка, меѓутоа одлично. Ти благодарам. Уште еднаш ќе потсетиме следен четврток ќе позготвиме нешто нели повторно од твојата кујна. Ајде да ми понатаму останува главниот агрегат на оние потребни неопходни информации кои што ги даваш за клиентите. Така е. Ти благодарам уште еднаш. Се гледаме. Се гледаме, уживајте во оброкот. Се надам дека денеска ви испромоциравме, всушност да уживате, можеби и да се предизвикате во кујната. Антонио ви стои на располагање, така што во моментот и нели не мора да идеме со телефонски броеви, туку одите на неговиот официјален канал на Ајде да јадеме.